ова што го правиме сега на овој референдум не е борба за власт. Ова што го правиме е борба за севкупен раст. Раст на економијата, раст на севкупниот квалитет на образованието, раст на квалитетот на здравството, раст на земјоделието, раст на туризмот, раст на среќата во очите на нашите граѓани. Заради тоа што конечно сме толку близко до таа цел за која што се бореле генерации и генерации после нас. Затоа, почитувани граѓани, можете ли да замислите таму на столбовите на Европската Унија и на НАТО да се крене и нашето знаме заедно со знамињата на развиените земји, па да блесне и нашето сонце заедно со звездите на Европската Унија, рамо до рамо. Ова шанса е шанса неповторлива и не смееме да дозволиме целиот свет со озарени лица да доаѓа овде да не посетува и да не вика: еј, луѓе, пријатели сме ви, сакаме да ви помогнеме, заслуживте, ве гледаме, имате перспективи, држите дури лекции на современите европски земји, подаваме рак, но тие наши пријатели не гласат на овие избори. Одлуката мора да ја донесеме ние. Затоа немојте да дозволиме некој да ни остане дома на референдумот. Затоа што јас верувам дека може некој да биде против. Јас верувам, но не можам да сватам некој да седе дома. Одговорност на секој е пред државата да излезе и да гласа, а таму како сака може да гласа. Јас сум за и ве повикувам да излеземе и да гласаме за Европска Македонија. Јас сум убеден дека Македонија ќе успее. Јас знам каков народ има и знам дека ќе донесе исправна одлука. Затоа, здружени, рамо до рамо, честно, достоинствено, гордо и одважно, на 30 септември излегуваме да бидеме 30-та членка на НАТО. На 30 септември излегуваме и гласаме за Европска Македонија. Да живее Ресен, да живее Преспа, да живее Европска Македонија!